Иако бебинцата имаат природен инстинкт да ја пронајдат градата и да ја опфатат, сепак во почетокот на многу од мајките им е потребна помош при самиот процес на доење и научување на тие техники за доење. Има неколку техники за доење. Една од најмногу користената тоа е лулка положба. Таа положба се практикува така што со едната рака го земате бебинцето, малце ја расширувате во лакотот за да легне главчето, го свртувате бебинцето накај вас со телото и со главчето, со едната рака ја држите градата, 4 прста под градата и палецот во висина на носот. Друга која е многу ефективна положба, тоа е вкрстена положба. Исто така е бебето свртено накај мајката, но со едната рака мајката го држи вратчето и главата, свртено накај градата, а со другата рака ја држи градата. Оваа положба често се користи кај бебенца кои се попасивни, попоспани, помали во гестацијска недела и таму каде што брадавицата не е добро испакната. Третата положба се вика фудбалска топка или близначка положба. Во оваа положба, бебинцето, телото и ноџињата ги опфаќате под раката, а со другата рака држите градата. Тука од помош ќе ви биде ако ставите, ако го подпрете бебинцето на една перница. Оваа положба често се користи кај близначиња, кога мајката сака да ги дои во исто време двете бебенца, но секако во почетокот ќе им потребна помош околу позиционирањето. Друга положба која се преферира во првите денови кога мајката се уште има многу болки, тоа е доење во легната положба на страна. Во оваа положба, мајката се завртува на страна, ние го доближуваме бебенцето накај неа, свртена со главата и со телото, го подпираме од позади добро да биде позиционирано и припиено. И тука секако треба да внимаваме да носето да не биде скроз доближено до градата, барем едната ноздрава да биде слободна. И една од помалце користените положби, тоа е доење во легната положба. Обично се преферира кај поголеми бебенца или поплачливи. Во оваа положба мајката е легната, подпрена е и навалена на назад, а бебенцето целото е прилепено за телото на мајката. И оваа положба уште се вика смирувачка положба или биолошка поддршка.